Почитувани, бидејќи во оваа кампања многу се зборува за дела, ве поканивме токму овде во индустријската зона Речани, едно од нашите најголеми дела кои сме ги оствариле во претходниот мандат. Индустријската зона Речани е резултат на наградата што ја добивме од Европската унија во проектот најдобри проекти на општините во вкупна вредност од 250.000 евра. Токму од ова место сакам да ги промовирам, да ги најавам проектите со кои ќе ги разрешуваме двата најголеми проблеми на Велешани, пред се невработеноста и големата сиромаштина. На вчерашната пресконференција на мојот против кандидат слушнавме изјави кои се всушност повторување на нивните ветувања од 2009 година дека ќе граделе нова индустријска зона во Караслари, дека ќе ги прошируваат индустријските зони во Узус и во Речани и најава дека со 1.500.000 денари ќе градат улици во индустријската зона Узус. Сакам да кажам дека е многу несериозно да се даваат ветувања дека со 1.500.000 денари ќе се прават улици во индустријска зона. За тоа се потребни најмалку 10 пати повеќе средства, околу 15 милиони денари. И сакам да ве потсетам дека тие во нивниот 4-годишен мандатен период ни една педа асфалт не ставија во индустријските зони, за сега одеднаш да даваат толку големи ветувања и не знам кој на тоа може всушност и да им верува. Затоа би сакал да потенцирам уште еднаш дека тезите што ги пуштаат во јавноста, дека доколку тие добијат градоначалник, тој ќе има поддршката од Советот и од централната власт, се неодржливи затоа што тие и досега ја имаа поддршката од Советот, ја имаа и централната власт, меѓутоа ништо не направија, немаат дела зад нив. Само како илустрација ќе ви го кажам податокот, а вие можете да го проверите, дека за последните 4 години, откако тие се на власт и на централно и на локално ниво, трансферите на средства од Агенцијата за државни патишта кои доаѓаат за Велес се двојно намалени, од 13 милиони денари на 6,5 милиони денари. Тоа е огромна загуба за буџетот на општина Велес и ви станува сосем јасно зошто не се улиците такви какви што се, затоа што државата многу помалку средства трансферира за одржување на постоечките улици и патишта и за изградба на нови. Јас би сакал да кажам дека решавањето на двата најголеми проблеми на Велешани, невработеноста и сиромаштијата, ќе го правиме пред се со подобрување на локалната бизнес клима. Сакаме да создадеме добри претпоставки за да дојдат што повеќе домашни и странски инвеститори, да изградат производни и друг вид на капацитети со кои ќе се отворат нови работни места во реалниот сектор, а не во администрацијата. Планираме и други бројни проекти кои се однесуваат на поддршка на невработените со организирање на бесплатни обуки за преквалификација, доквалификација, со цел да им го помогнеме пристапот до нови работни места. Останува нашата заложба да ја прошириме токму оваа индустријска зона и да изградиме инфраструктура во незе, да ја прошириме и другата индустријска зона во Узус и во Превалец, да изградиме нова индустријска зона во Караслари и се разбира моето ветување дека ќе преговарам со господинот Трифун Костовски и со газдите на Топилница за да ги искористиме потенцијалите, ресурсите на тие две локации за отварање на индустријски зони за лесна незагадувачка индустрија, каде што би можело да се отворат неколку илјади нови работни места. Се разбира, неопходно е да го спомнам и проектот за почеток на гасификација на Велес, затоа што сметам дека со гасификацијата на Велес, со основањето на ново јавно предпријатие Велес Газ, ќе се искористат можностите што ги нуди гасот како многу поевтин енерген во споредба со другите енергенси, пред се за производните процеси кои ќе бидат поврзани на него и за заштеда на енергија и за загревање на јавните објекти во собственост на општината и на државата. Се разбира, че создаваме предпоставки за развој на инфраструктурата во околината на езеро Младост со цел да го развиваме како езерскиот, така транзитниот и риболовниот туризам. Ќе продолжиме и понатаму со активностите да обезбедиме локации за повеќе винарски визби, винари кои би се отвориле во околината на езерото. Ќе се залагам градежното земјиште во индустријските зони и понатаму да се продава по почетна цена од 1 евро за метар квадратен и инвеститорите да се ослободуваат делумно или целосно од надоместокот за уредување на градежно земјиште за да ги привлечеме да дојдат и да отворат нови фабрики. Би сакал да кажам дека општинската администрација целосно ќе биде ставена во служба на бизнес заедницата.
дури че им помагаме во водењето на административните постапки за тие да не губат време за тоа, за да може побрзо да ги завршат тие постапки и да ги изградат капацитетите, објектите кои ги планираат. Планираме исто така да основаме мешовит фонд од кој ќе ги помагаме луѓето кои ќе сакаат да почнат со нови бизниси. Ќе основаме центар за трансфер на технологии за да обезбедиме нови знаења, искуства и добри практики во високите технолошки области. Ќе им помагаме на нашите стопанственици во остварување на контакти со бизнисмени од братските градови на Велес и со организирање на сајми на кои тие ќе можат да се промовираат. И се разбира, последното што сакам да го потенцирам е дека под мое водство како градоначалник на општина Велес, во општината многу ќе се гради како што се градеше и претходно, како со средства од буџетот на општината, така и со средства од предпристапните фондови на Европската унија и од фондовите на Европската унија за прекогранична соработка, што ќе биде голем стимул за градежниот сектор во Велес и за останатите услужни дејности. Ви благодарам, доколку имате прашања.